Почитувани гледачи, заљубеници во кулинарството, гурмани, гастрономи и кулинарски ентузијасти, 180 степени со нова епизода. Јас сум Филип Чаловски, ова е FG Кулинарското училиште. Имаме сериозна тема и сериозен предизвик пред нашите напреварувачи. Ќе отвориме една обширна и обемна димензија во нашата наука, која што се нарекува риба и морски плодови. Кој друг ако не, најдобриот ментор во таа област, човекот со огромно искуство во истата област и човекот кој што ја би го нарекол доајен на медитеранското кулинарство во Македонија, човекот што ни донесе риба и морски плодови на начин на кој што би требало да се донесени и принесени пред гостинот, да не должа многу. Шеф Коџак, за мене, а иначе вистинското име Здравко Костовски. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Коџак, моја чест. Браво, да си ми гостин. Еден од луѓето што ме инспирираше да се бавам со оваа професија инаку и еден од луѓето кој што ме насочи исто така како да ја пристапам на рибата и како да ја третирам. Коџак, имаме веќе сериозни надпреварувачи, да кажам, полупрофесионалци се веќе, поминаа доста пат, поминаа доста искуство, направија супер тањери, направија грешки, нормално како сите ние. Така да оставам на тебе малку да ги едуцираш на свој терен, да им кажеш некои твои искуствени вака главни поенти како би требало да се однесуваат од рибата. Од мене толку и ти препуштам. Благодарам за најавата, прекрасна, здраво на сите. Јас не би должел многу, би ви кажал дека е тоа стварно обемна приказка, али може само да настапиме со основите, пошто сфатив дека сте вие аматери, не сте професионалци, кои се стремите веројатно да дојдете до професионализам. Ќе кажеме основите, што треба за спремање на риба, што треба за пред спремање за термичка обработка и така некои основни ситници за рибата и околу неа. Покомплицирани јадења очекуваме дека ќе имаме. Спремни сме уште од моментот кога сме одлучиле да се пријавиме за емисијата. Па ќе видиме колку е спремен. Ќе се борам до крај, никога што се откажувам, не е толку ради наградата, него сакам предизвици. Со добра енергија влегувам во овој серијал, расположена сум, спремна за нови рецепти, за нови креации, малку возбудена, како ќе виде, што ќе виде, дали ќе поминам или не, дали ќе ми најдат замерка и така. Да ги поздравиме прво и нашите пријатели, Риво Комерс, мои долгогодишни соработници кои не можам да кажам дека некојаш грешиле со свежината на рибата. Многу битна работа за вас, да рибата прво и основно биде само свежа. Тоа ви е веќе 50% завршена работата за квалитетен производ во тања. Околу свежината, денес имам и едно изненадување исто и за вас, мојот драг пријател Чокре, од санитарен и здравствен аспект ќе ви објасни што значи свежината на рибата. Како најлесно може да откриете што е лошо, што е добро. Ево, ќе му дам збор, повели Чокре. Благодарам, ние сме другари од таму 5-6 оделение и заедно во извиднички камп готвевме некои школки, нешто таму во конзерви. Многу години пред ново. Колку години? 45 години во прошлиот век беше секако. Значи, што се однесува до рибата, многу е битно прво да биде свежа, како се каже шеф. Како ќе познаете дали рибата е свежа? Прво го гледате окото и бистрината на окото и да биде цело, да не биде сушена. Што подолго седи рибата, притисокот во самото око се намалува и како да истекува. И што ме згужвано и не е свежо и не е бистро, значи дека рибата е седена. Втора работа што е за здравјето на рибата пред готвење е да ги погледнете шкргите. Тоа се белите дробови и тие треба да бидат црвено-розови. Што се потемни, тоа е подолго стоена рибата. Битно ако е изчистена внатре да нема
траги од цревата, обоеност на кафена сива боја. Да, И жолтеникава, ако тоа веќе истекле и може да допринесе да вкусот на рибата биде горок и да не го осетиме. Најбитна работа, треба да внимавате, нарочно со белата риба како што е оваа, со бело месо, вкусот е многу деликатен и не смеете да го надјачете, насилите со други вкусови и со нешто што ќе го покрие вкусот и нема да може да се осети самата риба. Најлесно аматерски објаснето, можеш да им го објасниш исто со притисокот на месо. И уште едно можете, кога ја купувате рибата, со прст проба на мускулното ткиво страна на рибата, секој пат треба да има таков тургор се вика, еластичност на месото, да се враќа назад, не смеат да остануваат, доколку остануваат прсти внатре, значи рибата била замрзнувана, одмрзнувана и тоа е индикација дека не е свежа. Да. Добро. Ајде, шеф. Од таа страна, окей? Сега идеме вака. Прво и основно мора да се исчисти. Најбитната работа, карлушките. Значи ова ќе го правиме секогаш на чешма, многу е полесно. Редовно да ни тече вода, многу полесно се чисти. Друго, најбитното, отстранувањето на шкргите, значи истото ќе ви го објаснам како излегуваат, и отварањето на внатрешноста. Секогаш оди од стомакот кон главата. Тоа е еден од полесните начини. Сега ова комплетната изнутрица ќе мора да извадиме, најубаво да пристапам на чешмата. Па јас би се борала, мислам ќе се борам до крај, да, и ќе се разочарам ако излезам, се разбира, се надевам дека нема да излезам. Па ќе видиме како ќе биде. Со позитивна енергија, се поише и поише сум сигурен во себе. Имам желба да се борам до крај, верувам во себе, во моето знаење, верувам во моето искуство, верувам во моите идеи. Од кога завршивме на чешма, вака треба да изгледа чиста риба. Значи да нема нити засирена крв до коската, нити делот од шкргите и се разбира крлушките да се извадени. Сега, може пред спремање нормално и да се стилетира рибата. Тоа е еден, не знам како да кажам, корак погоре, по-професионално и по-естетски, поише за нови, по-скапи ресторани. Али, ако е филетирање, тогаш треба да е сериозна работа, треба да нема ни една коска, ни една ципа. Поготово кога е помала риба, јас би се одлучил за готвење цела. Ќе биде и посочна, многу побрзо ќе се спреми, многу мало место за месо има. Нема ни 1 сантим месо, така да ќе се спреми за некој 8 до 10 минути. Тоа е мој совет. Ваша работа е дали сакате. Ако сакате, ја може само да ви покажам мојот начин и најбрзо филетирање со грбот свртено према мене. Ја држам и влегувам од опашот со засек и само поред коската. Точно осеќате со осет како оди ножот до коската. И само продолжувате. Ја вртиш, удараш на главата, тоа е тоа. Едната филета ни е веќе извадена. Значи, ако сакате да продолжите до крај, ги вадите и коските. Тоа е овој дел. Ако сакате да правите 2 филети, тоест да сервирате како цела порција од 2 филетички, ја вадите и од другата страна. Јас лично за денес ви бих препорачал да работите со затворена риба. Тоа би било еден мал совет. Да не ви земам повеќе време, тоа би било тоа. Надпреварувачи, дали добивте насоки од шеф Коџак? Секако. Дали знаете што ќе подготвувате? Секако. Дали визуализиравте во глава вашата чинија? Јас би ве замолил едно, да ја оправдаме квалитетот и едукативната димензија на емисијата. Ќе го оценува врвно стручно жири, сакам да ми го обелите образот на мене и на 180 степени во целина. 45 минути имате за креација, за ваша подготовка на рибен тањир. 2 прашања до мене и до нашето стручно жири. Имате, оценувани сте по вкусот, уште еднаш ќе повторам, по вашата организираност на работните станици
И да не должам многу, 45 минути почнуваат сега. На природачи користете прашања, имате навистина експертско жири кое што јас би го прашувал 12 сати. Не би ги оставил на мира овие двајца мои пријатели драги. Ајде јас да прашам, може? Може. Што ви идејата и концептот на готвењето, што сакате да постигнете? Лента како гарнирче Добро. со сос од домат и босилек и пржено рибче. На пршен. Ќе пробам да го пршам, да. Пошто сакам крцкава гора. Може. Само внимателно да не се препече. Да. Не верувам дека кај некого не би постоела трема. Кај секого има трема. Може би не е во толкава количина како што беше, намалена е, но сега тремата ја заменува друго нешто. Како, не знам како да го опишам чувството, очекување, напнатост, некоја тензија има и помеѓу и надпреварувачите. Интересно е. Поинтересно станува. Помалку луѓе сме на број. Адриатик. Интересно, а на киноа, одбран. Главен гарнир, поготово во Далмација, е блитва и комбо. Главниот е. И се разбира, ова што се опочнал, ова ти е прави од корак. Мене ми е База за гарнир со риба е лук. Браво. Добро? За подготовка на риба користете техники на готвење, какви што ќе одлучите. Ревната ви е подготвена 180, пуштена е, така да може и комбинирани техники. Пуштена си ревната, си работи. Ана ме праша пред почеток на емисијата, има еден, да кажам, стил на подготовка на риба, се вика емпа пилот, кај што се затвара рибата во алуминиумска фолија и тоа е исто супер идеја за задржување на сите ароматики остануваат натре и на крај рибата останува сочна, бидејќи се прават комбинирани техники на печење и пареа. Дали постои веќе огледувачница или базен или како да го наречеме за размножување на охридската паста? И зошто не? Ја не сум толку експерт во тој дел. Охридската пастамка, за разлика од калифорнијската пастамка, многу тешко се одгледува во рибници и во вештачки услови. Тоа што исхраната, она сака да скокнува и да фаќа мушици, а не да се храни како другите. Макар да направија некои експериментални рибници каде што се одгледуваше. Тоа што е во хидробиолошкиот завод или не? Хидробиолошкиот завод се бави токму со тие работи со одгледување и истражување и они би можеле можда најкомпетентно да одговорат до кај дојде на работата, меѓутоа рибници прво забрането е одгледување на охридска пастамка во водите кои се во сливот на Охридско езеро. Да не дојде мешање со таа вештачката, со природната и така натаму. Значи треба да биде на некој друг слив, реката да оди на друго место, да биде да биде пастамката бара посебно чиста вода, многу оксидирана со многу кислород и затоа и да биде поладна. За разлика од крапот кој што е во низиски и може во топли води да преживее повеќе. Како поминува времето и се смалува нашата бројка, веќе тоа почнува да ми ствара така мисла, притисок. Не е исто како кога бевме повеќе,
Сега со помала бројка веќе така повеќе мисла. Мирисано изгорено, а од вамо од тавата мирисано. Еве што мирисано изгорено. За зест. Внимавајте со температура. Рибата бара нежна подготовка, не бара за многу брзо време може да биде да биде презготвена Ја, например, Внимавајте, ве осеќам нешто дека со температуриве сте Да, с индукција. малку така, внимавајте, не идеме за гореност на кожата, не идеме црна боја. Имаме црна. Добре, уште 7 минути, уште 7. Добре, на добар пат сме. Добро изгледа. Мразот може да го вратиме. Значи, да не се разбереме погрешно, вие може да користите ултра високи температури. Например, грците, тој е грчки стил на подготовка на риба, до тој степен користат на ќумур да допре рибата. Знаеш, да го допре ќумурот и да остави мала арома на чадено, да кажеме на чад. Добре, пази. Пред да почнем, јас се го спремам тањерот во глава, само проблемот ми е што имам јас 15 тањери спремно во глава. И сега, нели, како одминува времето, ги скратувам на 10, па на 5, па за да дојдам до тоа конечното и до последен момент ја не можам да се одлучам како ќе ми изгледа тањерот и што ќе ставам во него, што ќе доминира, што ќе одземам. Тоа по хороскопот ми оди. Не можам да се одлучам, вага сум. Јас сакам во оваа прилика да се заблагодарам на Рибов Комерц пред све, што ги обезбеди овие ултра свежи ципури за вас. Да не го забораваме Рамстор, секој ден со нас. Президент е тука, гледам дека више и путер имаме утава, добре, супер. Хаус банка, една банка што ќе се погрижи, сигурен сум дека и за вас, по завршување на оваа емисија. Хаус банка се грижи за луѓето на начин на кој што го чувствувате тоа. Многу пријателски настроена банка. Мак Петров ви обезбеди златен спонзор 1 милион денари за победникот. Компанија Фортис, Перутнина, Витаминка да не ги заборавам и на крај компанијата Братство што ви обезбеди сите овие ултра квалитетни садови. Гледате, тоа е веќе топла тава, претопла. Значи, ви реков, уинок се готви на начин на кој што 3 до 4 минути се загрева тавата. Меѓутоа, ако дојде овакво чадење, веќе маслото во тавата е изгорено. И тоа не само што не е
вкусно, не е ни здраво за конзумација. Ајде да ги воодушевиме нашите денешни судии. Ајде да им покажеме дека во овие изминати емисии тука се работеше сериозно на едукација. Ајде, одлично. Добри гарнири, па пилотот полека, осте го малце, осте го, не го брзај, осте го. Нека одмори малце, не го брзај, дај му минута. Ајде. Девет, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, толку за денеска. Толку за денеска, добро е. Почак, пред се да му се заблагодариме на Чокре што не почасти со ова квалитетно Совиньон Бланк од Совиньон Бланк од Бабич, од Нов Зеланд, од областа Малборо. Се смета за една од најдобрите географски локации за Совиньон и Совиньонот не знаеме дека е француска сорта, меѓутоа таму има попремено сосема друга аромат и толку карактеристичен, толку богат, што во цел свет Совиньонот од Малборо од Нов Зеланд е закон и со тоа што треба да се внимава, многу е ароматичен и треба да се внимава на спојувањето, затоа што луѓе што не се разбираат, ова е сладко, не е сладко, ароматично е. Точно така. Има многу диња, многу тропски овошја, доминира и треба да се спари со соодветна храна. Сега, направивме уште поголема тежина на грбта на преварачите. Слушна како го објасни Чокре виното. Сега, дали храната ќе го прати виното е моето прашање. Како се гледа, шефе, што имаме презентирано пред нас? Ќе го прати ли ова ремек дело на Совиньон Бланк? Ќе пронајде. Да ги повикам, ајде повелете на прерувачи Емилија, Ана, Данило, еден по еден, ајде да почнеме од Емилија. Ајде. Презентирај ни твојата порција риба. Моето рибче го оставив на крај, го испржив, сакав малце кожичката да биде запржена, крцкава, таква сакам, да. И јас лично, прв пат чистам риба. Рибата си ја купувам ја изчистена, да не си ја мачам душичката. Од таја мрза довме до ова дередже. Таа мрза довме до ова дередже. Баш. И со патлижан повелешки домат, не знам како е правилно, со бело вино го споив и посилак. И послужена е на палента. Палентата е варена во рузмарин
Добро. Дали мислиш дека малце гаринот е претежок за оваа лесна бела риба? Едно вака мое прашање. Дали може малце да речеме да ја сокрие? Да доминира, да го доминира вкусот на рибата? Да. Па можно е. Палента е малце асоцирана, знаеш, како обично италијаните конзумираат палента со тешки рагуа, знаеш, тоа е нивото на аромите. Палента да, меѓутоа ќе се сложи мислам дека и чокре со малце помасни. Да, риби може да се свинско со плави риби евентуално. Не знаеме, сега ќе го пробаме, можеби е лесна, да. Деликатноста на белата риба и вкусот треба да се осети, ако го издоминира сосот, тогаш рибата не ја осеќам. Јас што би кажал тука, има 2-3 работи што се косат, по македонски да кажеме, што не одат едно со друго. Значи, лимуни и домат не одат заедно. Киселината од лимуните и киселината на доматите едно со друго се побиваат и станува уште покисело и не одат заедно. Пробајте, во џус ставите во едно друго, измешате, не оди. И трето, киселината на виното исто така се коси со доматот е многу деликатен со кое вино ќе биде споен, лимунот воопшто со никој евентуално бунари што пијат, како ги викаат, ама таму стават швепска што има 100 кг шекер. Тоа не е вино. Значи, многу деликатна приказка за спојување. Значи, ние имаме едно школа, имавме на времето во пинаријата Камник за вински советници, каде што држевме и како се дегустира и како се спојуваат разни видови на вкусови и во храната, а посебно и со виното. Значи има некои комбинации кои се многу тешко одат и сега јас кога би одел на надпревар не би ризикувал со тие комбинации да иде домат со лимун и со бело вино, премногу киселини на едно место. Зборувавме за пеха у некои од изминатите епизоди, сигурен сум со Руфија, мислам дека беше науката позади готвењето, пеха скалата е многу важна не само во готвењето, за све во животот понатаму. Значи, две киселини, една со друга само создаваат една кисела средина што понатаму е многу тешко да се балансира. Ако денешната тема беше риба, значи риба е звездата одека, не е ни виното, не е ни сосот. Него рибата треба да кој најдобро ќе презентира свежата риба. Тоа е задачата. Се отежнува работата со палентата и со доматниот сос и со лимуните во комбинација. Јас, например, лично не сум знаела дека, тоа што ми го кажа за доматот, за лимонот, за виното, особено не знаев дека би дошло до таков резултат како што добив јас. Мојата комбинација за подготовка на свежа риба ципура. Идејата ми беше да биде ароматизирана со портокал. Додадов портокал, можеби повеќе имам ставено, меѓутоа при конзумирање кој колку сака може да употреби. Прилогот кон рибата ми е киноата. Во киноата при варењето додадов шафран, повеќе беше како за декорација, путер, радиш мек, лимон исто малку додадов и макдонос. Добар тањер е секогаш наједноставниот, меѓутоа совршено сготвен. Значи, совршеноста е наједноставна, али најкомплексна историја. Секогаш сме биле воодушевени и секогаш моите најдобри спомени за риба, најдобра меморија на непцето што пробало риба е добро сготвена риба, малку маслиново, можда неколку капки лимон и тука завршува приказката. Дали ме разбирате колку сте можеле да поедноставите? Да, можеше да биде поедноставно. Ете така, ова е комбинација на доминирање на портокал, понатаму со кора и така натаму, кој што малце ја отежнува. Второ, како што кажа и Чокре пред малку, портокалот има шекери, многу повеќе од лимонот, е цитрус кој што подобро се впарува со помасни риби. Значи, може да го издржат помасните риби. Сега си употребува супер техника, ми се допадна папилот, техниката за ципура, бидејќи задржува ароматики, нежно ја готви, ја обарува, прави сочност дополнително и така натаму. Мене сервирањето уствари ме воодушеви, идејата, комбинацијата со портокал страшно ме воодушеви. Можеби ставив повеќе кругови портокал, меѓутоа како комбинација
навистина ми беше добро. Ги поддржувам во мислењето. Знаеш како кога си во тој момент на спремање сакаш да дадеш се најдобро од себе, едноставно некогаш лет. Јас патувам многу по Азија и обожавам кога рибата ќе ја сготват на пареа, каде што нема карамелизација, нема пареа, веќе нема вода. Тоа е готвење на пареа, не се дилутира. Ама сакам да кажам дека не мора секој пат да биде карамелизирано, се сложува, меѓутоа да имаа време да ја маринираат добро. Да беше добро измаринирана и само на пареа, нежно сготвена бела риба на пареа се сложувам со чоко. Ја како аматер готвач, тоа сум професионален. Јас користам портокал со црвени риби и има едно спарување по бои. По бои на вино, по бои на сосови и на храна и портокаловиот лосос оди многу добро со сокот портокал и тежината и маслотијата на лососот прекрасно го повлекува портокалот и се надополнуваат едно од друго. Орадата е пренежна за волку портокал. И бара малку маслиново да го потенцира тој вкус и малку лимун може. Јас имам пријатели кои што се готвачи од Далмација, кои што им е тоа добро утро секој ден, како ние пиперки што готвиме тука во Македонија, кај што никако не дозволуваат лимун да се доближи до рибата во готвењето. Има и такво екстремно, али тоа е сепак нивна филозофија како они го приготвуваат. Внимавајте, ова е бела риба, многу е деликатен вкусот, ако ја поклопите со други, со домати, со лимуни, портокали, нема рибата да ја фати. Ајде Дани го повели. Здраво, вака, јас прв пат приготвувам риба на ваков начин на пржење. Како си пржал до сега? Не сум пржал, само вредно. А само печена риба? Добро. Океј. Тоа е по принципот да не умори. Може ти сега да користите риба? Да, ама сега сакам да сменам нешто, ја испржив. Потоа, како? И правилно си направил. Да, ја испржив и потоа ја направив на принципот како бифтек, избланширав малку со путер, лук и розмарин. Лимунот е ставен на крај само како декорација, да речеме, и направив салата од компир, млад спанет со лук и лимон и копар. Патлиџанот е чисто како декорација. Компиров е на граница, али поминува, да. Е, добро, ќе ги пробаме сите. Ќе ги пробаме. Јас би рекол само за твојата чинија се гледа дека си имал проблем со температурата. Имав на почетокот, да. Се гледа, имав. самата црна боја не е пожелна во цењето. Црна боја веќе горчина асоцирана. Еве и вака што ја гледаме веќе, можеме да визуализираме, да замислиме на непце дека горко ќе десе нешто. Епа суди да пробаме, само кратко, дали користеше путер при пржењето малку? Да, на крај. Затоа е бојата. И брзо гори пребрзо изгорел путерот и само ти ја смени бојата. Не, првиот пат ми изгоре, па го сменив и ја намалив бојата, ама секој случај проблем е индукцијското решо. Тука ја грешам највише. Се уште мислам дека ја мака тоа да погодам околу температурата, пошто разликата од кец 2 и 3 е огромна, нема да штилуваш или да местиш, не знам, као да рецимо да готвиш со плин или на други типови, но тоа е тоа. Шефе, да пробаме, еве јас вака ќе послужам како домаќин денеска, сите тројца ќе пробам да исечам овака. Може ли само како тоа асистенција. Така. Првин ќе пробаме, ова е на Емилија комбинацијата. Вака да пробаш и ова. Така. Палентава, цврсто сготвена. Значи не е крема стил. Ова е експрес палента. Претпоставам таа ја има за гарнир. Понудено и нешто очекував дека некој ќе се фати за орзо пастата. Ја искрено ви кажам, уважавам орзо со ципура, некако ми е многу добри на текстура и на... Дали е посолена, шефе? Тука те досети дека на сол сме слаби, Кога користите цело парче риба да се посоли е малце челендж. Цело парче, значи риба, ако солиме бифтек со 1,5 до 1,7 риба, слободно 2 до 2,5% сол. Ја мислам, треба да сме дарежливи баш со сол. На помлади колеги кажем, викам да работите. Добро, со чул година. Температура не се плаши.
Сите одбраа, никој не филетираше, што ми се свија. Одлично, Безбедна зона прифатија, се да. движеа. Да. Немојте критиките да ги сваќате како како да кажам, како некои негативни критики. Како кудење. Еве, ова првото што го пробав во било која Може и нови тањирчиња. кој ресторан да ми биде послужено, апсолутно ќе бидам задоволен. Ајде на пол. Ова е супер коментар и јас се слагам. Првично, значи, се пријавив на емисијата заради тоа што знаев дека ќе се работи со готвачи кои што се професионалци и дека ќе научам доста. Значи, тоа ми беше мене мотивот да се пријавам на емисијата и би продолжила да одам во таа насока. Прво, да ми донесе режија на вага. Сакам да измериме колку портокал има во порцијата на Ана, за да направиме баланс. Овие риби се испод 300 грама, тоа сум сигурен, негде 250. Побарав од рибокомерс да ни дадат помали порции и да измериме балансот, да кажеме она. Имавме со Лиде истам една ваква, еден ваков презик, ја викам дека имаме околу 100 грама имаме, ја сум сигурна. Фала ти за него. 100 грама портокал. Ама тој не мора да стиже до цели. Ја би рекол дека на 200 грама риба, 20 грама портокал ќе ни ја испратеше пораката. Што е до негде 10% да кажеме. Овде имаме Што сакаше да постигнеш со портокалот? Декорација, вкус, мора да има некој концепт, идеја на што ме прашав таму кога да. Што ви идејата што сакате? половина од тежината на рибата имаме портокал. Портокалот 10% е сосема доволен. Размислувате во проценти. Уидни на кој ќе станете готвачи и да немате рецепт пред вас, уклучете го процентуалниот систем на функционирање, како во пекарството. Па 10% ми ја праќа пораката, готово. Тоа само сака фана, иначе сега ќе пробаме, ми се допаѓа стилот што го одбра со пареа, одлично е сочна, види колку е бела, значи само тоа ми кажува дека супер посолена. Таман одлично, таман. Се вади од коска, чим вака чисто се вади од коска рибата. Гледаш дека може и без карамелизација да пројде рибата и да осети повеќе. Не ме разбира, значи погрешно. Јас само мислев бидејќи користим и кожа. Користиме кожата бара малце карамелизација според мене. Затоа сакам да, иначе се слагам со тебе скроз. Доколку користиме некој бакалар кој што е добро измариниран, нема кожа на себе. Само поширете го 4-5 минути до 55, тоа ќе биде риба што ќе ја паметите. А најсуров коментар од судиите ми беше тоа што ми кажа дека премногу имам портокал и моментот кога ми го мереа. Затоа што сепак и кога се спремав за сервирање, пазев на тоа да не потрошам многу количина. Ајде, да видиме. Еве тебе, шефе, опашката најделикатесното. Зашто би била опашката најдобриот, највкусниот дел? Ајде да видиме дали сте научиле нешто до сега. Данило, според тебе. Искрено не знам. Што движи највише во кој највише се движи? Највише се движи. Значи тој мускул што се движи, ако се сготви во секојаш највише вкуси, најдарежлив е со ароми. Збориме гликоген, содржи депо кој што му дозволува да не атрофира, што би било ако рибата се умори онака. Едноставно стално е поттемен, ако може да видите има највише она, да речеме, крвна плазма, тоа исто е измешано, има и гликоген во тоа се и тоа е највкусен. Исто како кај, да кажеме, пилето, што би одбрал ти? Пилешки гради или пилешки крилца? Крилцата. Апсолутно. Највише колаген има во нив, најубав сос прават. Ја надкопан да се оди. Надкопан. И јас сум тука, не гледам и крилце, Мене се добро е. најнеубави градици. Ете, само градите. Исто и бифтекот за мене е преценето парче месо. Ако збориме реално. Преценето парче, јас секогаш би одбрал пред бифтек би одбрал нешто што движи повише. Јас лично, тоа е субјективно. Субјективен доживеј. Така. Дајте малце да видим и гарнирот. Има многу муабети за тоа производ контра. И околу рибава ја ги имам анкетирано моите другари од Далмација кои што готват, се готвачи. И они викаат дека стомачниот дел, бафлакот, што ви кажале ние, дека е највкусен и они се тепаат за тоа. Таму има процент на масти, а знаете дека секој пат носител на вкусот во храната е маста.
И затоа ако гледате кај говецкото на мраморираните меса и така натаму, тие се највкусни. И маста има свој вкус. Ние сега ради диети, ради овака што сме елегантно пополнети, се тепаме да земеме мисиркини гради, пилешки гради, тоа е бело месо, тоа е месо без мас, меѓутоа и без вкус. За мене е тоа картон. Може во Без карактер. Може во азиска храна. За Далмација, колеги, кувари. Да. Пафлаче, Пафлаче, вино ако го прашаш, он ти вика Не, сасвим. Како го вика јапонците, Има една торо. анекдота што врти Торо. во тие кругови куварски, поготоа кај нас постарија, дека бившиот претседател на најголемата држава тогашно време, нели? Другарот Тито, да. јадел само образи од орадата. Тоа е друго. Значи за Дали образите имаш околу тоа нешто? Образи јас Слушнато на почит, Аљаска едноставно, има само тоа јадел. Коџа како веруваш од бакалар само образи да си купиш на пазарите на Аљаска. Вака. Што тој степен го има совршено тоа. Образите се јадат само од риби кои што се предатори, кои што се карнивори, кои што јадат бубачки и такви работи, затоа што кај нив овие мускули, мускулус масетер се вика на латински тоа, тие за жвакање што се мускули, се развиени. Ако земете крапот нема, он трепти Смука пасе, само он така. пасе. Да. Ама кај пастрмката веќе, кај орадата, кај другите риби кои што се грабливки, ги имаат развиено тие мускули се овдека, тука го. И тие се земат и тие се деликатес. Само овдека е мала рибата и враќање Ајде ќе научиш нешто. Да видиме Се пога. Данило, јас малку пробав. Зачинета перфектно. Перфектно. Меѓутоа, сакам да го кажам. Aftertaste, ја осеќам горчината на загорено масло и морам нова да го јукнам. Не ми се кожата, да. допаѓа aftertaste-от, Нема. а почнува многу кожата, добро. да. Почетокот е супер се зачина. Меѓутоа на крај горчината доминира и ми останува арома како да сме повлекли од ќумбето на бабата. Она. Или грчки стил на риба, подготвување ви кажав, тоа се учи во гастрономијата, тоа е стил кај што рибата допира до ќумурот. Меѓутоа пецната е само на неколку места. Ова има црна боја низ цела риба. Извини Данило, ние не земавме да Ау, пробаме да, од сосцето. да. Извини. Да, Нема да го заборавиш тоа е да измешаме маслиново, лук, Макдоналдс. Да. Немаме оцет и така. стави уште малку. Може. Не, лимон, Ова ми се ја. Класична да. јадранска во раце врвно медитеранска маслиново. маринада. Браво. Романо користиме денеска, Романо идеално се спадува со риба. Има black aftertaste на зелено јаболко. лимон. Се зезнав на една базична грешка и изгорен маслинов зејтин. Путерот го изгорев, ама направив нов. Се зезнав со тоа што индукцијата ја уклучив на многу јако, многу се загреа тавчето и ми изгород мазејтинот. И више оптиде возот, влезе рибата внатре, немаше назад, немаше оправање. По мене, ако ја трнеш кожата, рибата би требало да биде, би требало да беше супер, но нели судиите се пред се они најбитни и по професионалци испадна дека aftertaste-от е горчлив. Се враќам од село Требеништа. Бев кај Гоце Мартиновски. Јас го најавив како човекот кој што од мајстор за ножеви стана уметник за производство на ножеви и малце го зголеми притисокот и ја зголеми вашата одговорност, ви даде на грб уште повеќе мотив да се борите во следниот дел од натпревањата, да дадете уште повеќе, бидејќи ми ги даде овие два ножа кои што се ремек дело. Еве ги. Со гравура 180 за спомен, супер нож со рачка од орев, варена во пчелин восок. Значи, прво место покрај 1 милион денари си оди дома и со овој нож. Второ место исто има во својата колекција еден сериозен нож, малку по-лесен за работа, ја би рекол добар е за пиле, за риба идеален, па може да и јагне некој да помине. Така да ве моламе наплус за Гоце. Надевам се благодариме и овие ремек дела ги видовте одат за прво и второ место. А сега прво би ја повикал Ана. Ана, мене ми падна честа да го презентирам
твојот резултат, кој што испадна независно, имавме различни бодирања тука, да го презентирам твојот резултат како најдобар. Морам да кажам дека сте блиску сите, дека нема некои драстични разлики во поените. Најана беше најдобро со тоа што со маната околу креативност и презентација, околу вишокот на портокали во испојувањето на портокалите, тоа беше. Меѓутоа, најголемиот дел од поените се заработуваат на вкус. Начинот на приготвување исто така беше напреден и вкусот на таква деликатно спремена риба, кај што дефинитивно не ги осетивме портокалите толку многу на вкус. Ти донесе најмногу поени и мислам ради тоа ја си на прво место по поени, не со многу повеќе поени, меѓутоа повеќе од твоите колеги и ти честитам на успехот и на останувањето понатаму во надпревар. Фала, професоре. На почетокот направив еден пропуст, нешто ни спомна, ако се пече риба прво да ја пропржиме, земав да ја пропржам, видов дека ми се залепи малце од кората и ја тргнав, а се извадив тука. Значи, тоа ништо не се примети. Тоа ми беше најлошиот дел. Ама немаше ништо загорено, веднаш си го поправив проблемот. Емилија поведе. Емилија, јас искоментирав малку комично за тањирот, пошто ја подседи на како да сум у ресторан Кепи у Бугарија. Препол тањир, И со право. тоа беше моето видување, вкусот беше сосема друга приказка спрема она што го видов у тањирот. И сум задоволен од тоа. И искочува дека за нијанса те победи Ана, али добро и јако второ место. Браво. Мислам дека тоа го зборувавме, сервирањето не сме да излегува од рамките на така. А тањирот имавте избор, можеше да одбереш тањир поголемаци, ти беше можда и прва. Судењето на судиите ми беше мене врв. Затоа што добивме сите конструктивни критики, што јас многу ги сакам. Многу нешто научивме. Да изразам една мое искрено жалење, зашто ти у првите 10 секунди беше прв. После тие 10 секунди настапува горчината. Не можевме да ја занемариме ниту ја, ниту Чокре, ниту професорот Чокревски, ниту Коджак. Малку ти прогледа низ прсти, да бидеме искрени. Бидејќи можда кај него се падна некое парче кое што не беше толку загорено. И токму таа арома на загореност тебе те носи елиминација. Многу експериментирам, така сум по природа. Не ми е криво што отидов во елиминации, до негде знаев дека ми е на граница измеѓу супер и утната, со тоа што 92 се вадам секако. Криво ми е, искрено ти кажам, имаше супер сервирање, сосема коректно. Гарнирот беше За мене одлично гарнирот зачинен, најдобар. Најдобар гарнир. Најсоодветен. Меѓутоа, правилата тебе те испраќаат во елиминација. Те молам, внимавај на техничка подготовка, да не влијае на вкусот. Дали се разбираме за што сеам да кажам. Немој да си дозволиш да нештото ти излезе од раце. Температурата и контрола на температура се есенцијални во готвењето. Време и температура. Следен пат внимавај, имате термометри, имате секоја мала опрема ви е на располагање. Користете си термометар, ако видиш дека тавата ти е прежешка, не ставај масло. Се распаѓа инстантно ги имаш тие ароми на загорено масло, кој што уште ги осеќа. Одиш во елиминација, цврсто верувам дека ќе се бориш како и до сега и биди спремен. Немој да ризикуваш со методи кои што не си ги пробал. Ако не си пржал риба, немој да пржиш, направи ја на твој начин во рерна, во конвектомат или било каде. Направи нешто ризично е, прв пат да пробуваш на натпревар под притисок од камери, од време, од жири, од се. Немаш потреба, си треба да направиш онака како што знаеш ти да си. И она што сакам да го кажам е, имајте секој пат концепт во главата што сакате да постигнете со вашето
вашата чинија или вашето јадење. Многу е битно тоа да го знаете, за да немате и што е темата. Во надпреварите е посебно битно. Кој е примадоната одека? Рибата е примадоната, не е ни виното, не се ни сосовите, не е ништо не сме да издоминира. Идејата е како на најдобар начин да ја приготвите рибата, да извлечете најмногу од таа состојка. И тоа е уметноста во она што го спремате. Може да се филозофски, вака, така, ама ако имате концепт, нема да правите грешки. Ако импровизирате, ставате работи кои што ќе издоминираат, ќе ги поклопат вкусовите на она што треба да се спреми, тогаш не можете да добиете фул поени. Толку. Шефе, да додадеш големо жалење, мој фаворит во изгледот на тањерот и јас би го сервирал скоро така. Ама тоталот кажа дека Па се надевам дека ќе научам лекцијата што побрзо, зашто да, очигледно експериментирањето ме носи стално во елиминација. Не ми прави добро. Иако јас сакам нешто ново да направам и да испадне вау, но до сега се покажа дека не е така. Не ја готвам помодерна храна. Со тоа мислам дека би се изведам. Али се надевам дека ќе се изведам. Ќе играм на сигурна карта, нема да експериментирам. Директно од студиото завршуваме една супер епизода, еден супер предизвик. Се надеваме дека и гледачите во нивните домашни кујни стануваат се подобри готвачи со секоја следна епизода. Денес имавте супер совети од големи експерти, моја голема чест што ни беа гости. 180 продолжува се посериозно. Поздрав и гледајте не.